Валерија Митовска и Маја Тасевска, ученичко средното општинско училиште Ѓорче Петров со интерпретација на химната на Република Македонија. Почитувани гости, дами и господа, добра вечер. Азбуката ни има 31 буква, а тие букви бесконечен број зборови. Кога некој ќе ви го исцрта патоказот, лесно ги одредувате координатите на секоја идеја, мисија и визија. Со годините се напластува мудрост, зрелоста рати нови фиданки, а нивните ластари достигнуваат до бескрајот на универзумот. Кога коренот е здрав и доволно длабок, можеш да ја видиш гордоста на успесите, постигнувањата на поколенијата. А се започнува од една буква. Грст умни зборови, посветени личности и години зад себе. Обележани со над 6 децениска одговорност, 61 годишна обврска да создаваш успешни, напредни и визионерски ориентирани генерации, одговорни и активни граѓани, носители на поубавата иднина. На денот на тие што ни го дадоа јазикот, гласот да прозвучиме на сопствениот идентитет и култура, на денот на оние кои го совршуваат тој јазик, го надградуваа, кодифицираа, развиваа, на денот на сите што не просветуваа и кои денес не образуваат, на денот на сесловенските просветители, го славиме и денот на 61 годишното постоење, едукација и воспитување на Средното општинско училиште Ѓорче Петров. Пандемијата го одложи одбележувањето на 60 годишниот значаен јубилеј, кој требаше да се случи минатата 2020 година и да се промовира монографијата за континуираниот растеж на оваа образовна институција, за бројните постигања на учениците и професорите на целокупниот колектив. Но никогаш не е доцна кога се одбере вистинскиот момент. Вистинските вредности секогаш се паметат. Почитувани, нека е чести денот на сесловенските просветители, светите браќа Кирил и Методий, денот на просветните работници и нека е честит 60 годишниот јубилеј и 61 година постоење на нашата образовна матрица Средното општинско училиште Ѓорче Петров. Ова ќе биде вечер на емоции. Вечер на сублимирање на успесите, на нераскинливите врски со највисоката општинска образовна институција, која години наназад дава знаење, но и морални и естетски вредности на бројни кривопаланечки генерации. Вечер посветена на спомените, собрани во монографијата Училиште на 21. век и документирани во видеозаписот со дел од некогашните и сегашни професори и ученици на Ѓорче Петров. Ја поканувам директорката на гимназијата, господја Габриела Стаменковска. Повелете. Добро вечер, почитувани присутни. Пред се големо благодарам за одвоеното време на сите вас и на нашиот вице-премиер, кој топло го поздравувам заедно со својата сопруга, тука ни е градоначалникот со својата сопруга, и сите вас, мили и драги колеги, раководители, поранешни директори, професори, родители, ученици. Топло добре дојде и на сите наши соработници кои што се тука да ни дадат поддршка. Ви благодарам на сите за вашето денешно присуство и за денешниот настан, во кој што ќе ги одбележиме двата значајни настани, два значајни проекти, многу важни за нашето училиште, во кој што навистина се вложи многу труд. Двете дела, двата проекти за кои што ќе се зборува оваа вечер и кои што ќе имаме можност да ги прегледаме и видиме, се документарниот филм поврзан за 60 годишното постоење на нашето училиште и монографијата Училиште на 21. век, во која што се вметнати сите успеси на нашето училиште во последните 20 години. Ако не се зборува за минатото, ако не се знае минатото, тогаш не може ниту да се разбере сегашноста, ниту пак да се проектира и предвидува иднината. Во овие наши
места кај што седиме, во оваа наша сала во која се наоѓаме, голем дел од сите вас сме ги поминале на љубавите средношколски денови, токму во СОУ Ѓорче Петров, Крива Паланка. Оваа вечер, за миг, ќе се вратиме со спомените на нашата младост, на нашите денови во СОУ Ѓорче Петров, Крива Паланка. Се надевам дека кај некого од вас ќе проработи природна емоција, која верувам дека ќе ни биде видлива на сите, но воопшто не станува збор да ни представува било каков проблем. Колку пати сме ги прегледувале и монографијата и документарниот филм, секогаш будела спомени кај сите кои работеа на неа. Исто така искажувам еви една голема благодарност до тимот кој што работеше и на едниот и на другиот проект, бидејќи искажаа навистина истрајност во време на пандемија да ги завршат двата проекти и да можеме сега испромовирани да ги видиме. Во нив секако стои еден споменик во кој што ќе сведочи понатаму за времето во кое што од секогаш во нашето училиште се сееше семето на мудростта и несебично се даруваше знаење. Почитувани присутни, ве оставам на сето она што го имаме подготвено. Се надевам дека ќе уживате во секој миг, во секој момент. Уште еднаш голема благодарност до сите присутни, бидејќи се она што сме го направиле, го правиме како белег, како печат, како нешто што е битно за нашето училиште и што зборува за сите оние кои што работеле пред нас, но и за сите оние кои што ќе дојдат да работат по нас. Ви благодарам на присуството уште еднаш и ви посакувам пријатна вечер. Вечерва се промовира монографијата 60 години СОУ Ѓорче Петров, училиште на 21 век. Издадена од самото училиште, чеј уредник и рецензент е директорката Габриела Стаменковска. Во оваа монографско издание забележани се најважните моменти од развојот на Ѓорче Петров. Документирани се 20 години од образовниот процес и развој, од успесите, но и од предизвиците испишани на училишните табли, во загадочните задачи, во дневниците, компјутерите. Во неа се собрани насмевките од сите победи, радоста од себе потврдувањето, признанијата и наградите, но и огромниот труд за да има со што да се наполни оваа монографија. Бројни записи за професионалниот развој, многу имиња на успешни професори и ученици, фотографии со среќни луѓе. Тоа ќе го видите на страниците на овој мемориски запис од нашето средно училиште. Денес СОУ Ѓорче Петров е импозантна зграда, модерно уредена, опремена со најсовремена опрема. Но сепак е налик на некогашната гимназија, зашто она што е внатре никогаш не е променето. Исто е како првиот ден. Тоа е ентузијазмот, длабоката посветеност, вкрстувањето на идеите и иновациите, се она што го создава најголемото богатство во нашата заедница. Умни, успешни и одговорни млади луѓе. Бесценната вредност посветена на младата личност. Некогаш Моша Пијаде, денес Ѓорче Петров, во себе го носи револуционерниот дух на своите патрони, преку образовните реформи, унапредувањето на воспитно-образовниот процес, лидерството во меѓународни рамки, преку признанијата, национална и европска ознака за квалитет, училиште на 21 век, еко-училиште, најбезбедно и најсигурно училиште, подеднако успешно и во природните и во општествените науки, и во креативните и во научните активности. Училиште кое подеднакво се едуцира и едуцира со успешен менеджмент без предрасуди и со воздигнување на слободата и креативноста во образованието. Денес Ѓорче Петров е современо училиште кое ги урива границите на традиционалниот воспитно-образовен процес, но не ја менува успешната формула на дидактичкиот триаголник – ученик, наставник, наставна програма. Самобитно ги менува улогите на секој од овие фактори, давајќи простор на образовниот збор, на умешноста и вештините, на креативните идеи, на продуктивниот надпревар кој неизбежно носи успех. Го поканувам градоначалникот на општина Крива Паланка, господинот Боријанчо Вицевски. Повелете. Почитуван вице-премиер во владата на Република Северна Македонија, господин Николовски, почитуван
поранешен председател на Собранието на Република Северна Македонија и пратеник од Крија Паланка, господин Петковски, почитувана директорка Стаменковска, почитувани останати раководители на оваа институција во претходниот период, но и вработени, сегашни и поранешни, почитувани сограѓани, представници на Општинскиот совет, драги наставници и ученици. Еве ни падна честа да, може би не минатата година, но оваа година ја одбележиме 60 годишнината на постоењето на Средното општинско училиште Ѓурче Петров и како што рече директорката, да споделиме можеби со мало задоснување низа на емоции и спомени со кои што треба во секој случај да се гордееме. На денот кога ја чествуваме и го празнуваме денот на се словенските просветители, браќата Кирил и Методи, не можеме а да не си споменеме и за нивните апостоли, наследниците Климент и Наум, за нашиот преродбеник Јоаким Кршовски, но подосна и за Марко Цепенков, Крсте Петков Мисирков, па еве и денеска, кога во 21-та година е година според Обединетите нации на помирувањето и разбирањето, а Блаже Конески е дел од таа наша македонска историја, ние мораме да се подсетиме на сите тие дела и пред се да се поклониме за нивниот дел и заслуга за она што се нарекува македонско битисување и македонски литературен јазик. Вие, професори, директорке, на најдобар можен начин тоа го отсликувате преку вашите резултати секојдневни со кои што ги постигнувате и ги правите горди, не само вашите вработени, туку и вашите ученици. Секојдневно пристигаат низа на резултати, и тоа успешни, на домашни, меѓународни надпревари, но и бројни признанија по светски рамки. Претходната недела, кога го означивме крајот на учебната година, ни потекоа солзи радосници, затоа што во моментот кога го учествувавме тој ден и таа прослава на матурантите од оваа 2020-2021, имавме чест и задоволство нашата сограѓанка Олвера Јанковска Баја да биде прогласена за шеф на кабинетот за образование на градоначалникот на Хјустон. И ако кажеме дека Хјустон е еден град со пошироките предградија кои што го опфаќа од 4 милиони, тогаш може да сватите колкаво е признанието токму за вас како училиште и за нашиот град, затоа што еден странец со македонско говорно подрачје да биде шеф на кабинет за образование на еден вака огромен центар, тоа не тука, туку подалеку, е навистина признание за сите нас. Тука не можеме да не ги споменеме сите доктори на науки кои што се секаде низ светот и кои што неуморно творат и со тоа одаваат признание на она што се дел од оваа институција, но и на сите други останати, не само докторанти, туку магистранти, истакнати политичари кои што потекнуваат од Крија Паланка и на најдобар можен начин во едни вакви денешни услови и враќаат и на општината и на регионот. Токму од тие причини дозволете ми од моје лично име, од име на општина Крија Паланка, од име на сите вас како сограѓани, да одадеме една огромна почит и благодарност за делото со кое што го продолжуваат битисувањето и обстојувањето не само на македонската држава, туку и на македонскиот јазик. Тоа е наш долг и наша обврска, затоа што во едни вакви услови и историски околности, кога се наоѓаме под притисоци од секаков вид, дали меѓународен аспект или соседни држави, ние сме тие кои што треба гордо, со крената глава и чело, да обстојуваме на сите овие предизвици и да докажеме и покажеме дека навистина македонскиот јазик е еден посебен јазик со кој што се служеле нашите предци, но ќе се служат и нашите идни поколенија. Ви благодарам. Зидовите треперат од емоции, напластени спомени во тајните резби на училишните клупи, исти како во срцето. Дамнешни носталгични времиња за пријателите, нечии очи, за кроткиот наставни, бунтовниот учени. За збирот на проживеаните денови, помножени со новите откритија, поделени со успесите. Секој по некој различен пат, но со иста цел. Да се биде искрен, скромен, човек со вредности,
Тоа е нешто што никогаш не се одзема кога сте дел од средното општинско училиште Ѓорче Петров. Секогаш во животот впишувате плюс и го множите со животните искушенија. Денес тие се лекари, политичари, доктори на науки, правници, професори, научници, уметници, бизнисмени, инженери, готвачи, механичари, електротехничари, текстилци, угостители. Но сите нераскинливо поврзани со Ѓорче Петров. Има спомени и сака да ги кажат. Дел од поранешниот и сегашниот наставен и ученички кадар, со своите спомени и сеќавања за училиштето Ѓорче Петров, во документарниот запис подготвен од професорите и учениците на училиштето. Верувате ќе уживате во следните 30 минути. Да го погледнеме документарниот филм.